Познатиот уметник и хуманист Живко А. Поповски Цветин организира изложба на цвеќиња на мирот по повод 77 години постоење на УНИЦЕФ и 78 години од донесување на Универзалната декларација за човекови права од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Екипата на утринската програма на телевизија Алфа вчера присуствуваше на отварањето на изложбата во Кинотека на Македонија, каде присуствуваа голем број пријатели, соработници и поддржувачи на делото на Цветин. Цветин, пред се честитки за денешнава прекрасна изложба која собра на едно место голем дел од уметничката фела. Да ни кажете за идејата околу изложбата, зошто е наречена вака како што е наречена и зошто се прави токму во последниот месец од 2023 година. Да, добар ден до гледачите на Алфа телевизија. Оваа изложба е посветена на 77 години од формирањето на УНИЦЕФ, а јас токму меѓу децата ги ширам овие мои цвеќиња на мирот, за да го потсетам човештвото и општеството за дека иднината на оваа планета е во децата. А тоа го правам токму сликајќи ги овие цветиња на мирот и подарувајќи ги низ цел свет. Децата, некои од децата ги добиваат уште кога се родиле, значи на првиот ден, преку мајките, а други ги добиваат во детските градинки, во основните училишта, во средните училишта, на факултетите, па на разни настани што се случуваат како Универзијадата во Загреб 87 на спортистите. Потоа го подарувам низ разни проекти поврзани со детето, како што е, например, пионерскиот дом Карпош, кој е поврзан со Полска, па преку нив првата моја изложба од 40 слики по повод 40 години на УНИЦЕФ беа подарени во Полска и тие се наоѓаат во Центарот за здравјето на детето во Варшава. Во другите години после тоа имав една изложба која беше посветена специјално за УНИЦЕФ во работничкиот дом, односно Кочо Рацин, дом на градежни, каде што 45 цвеќиња ги подарив за децата од нашава земја и со една порака за мир за децата во цел свет. Сакам децата да имаат мир, доволно храна, леп и здрава храна, потоа да имаат разбирање меѓусебно, емпатија измеѓу нив и на тој начин да станат корисни за општеството и за создавање на поубав и посреќен живот на сите луѓе во светот. Во 1998 година имав два каравана кои патуваа од средните училишта во Скопје и во сите други региони во Македонија, што значи дека сакав преку унијата на средношколци да ја развиваме таа свест за мир, за соживот, за разбирање меѓу луѓето. Потоа имав една изложба Карван цвеќе на мирот која тргна пак од скопските основни училишта, продолжи низ сите градови во Република Македонија и заврши на 24 мај, денот на Свети Кирил и Методи. Така да од тие изложби што ги имав, ликовни работилници, каде што децата твореа низ песна, низ слика за цвеќето на мирот, така ја ширевме таа порака низ Македонија, а од 2001 година, по повод декадата на културата на мирот, која беше на УНЕСКО 2000-2010 година, имав изложба во Зрењанин, Јабука кај Панчево, потоа Белград, Крушевац, Чичевац, Варварин, Трстеник, Брус, Александровац, Врање. Тоа беше во соработка со Сдруженијето Македонско-Српско Шарпланина. Имав и други мои изложби кои тргнуваа од Скопје
2006 година. Тоа беше карван Цвеќе на мирот низ основните, односно низ детските градинки, почнувајќи од градинката Корчагин на 11 декември 2006 година и заврши на 11 декември 2007 година, одејќи низ сите градинки во Република Македонија. Така да од најмала возраст сакавме на децата да им влијаеме, да тие меѓу себе се разбираат, да се сакаат, да се помагаат, а исто така возрастните да се грижат за нив и целото општество да им обезбеди услови за образование и поубав и посреќен живот. Овде би сакал да кажам дека оваа изложба истовремено е посветена и на Обединетите нации, Денот на човековите права и слободи, 10 декември, каде што организацијата одбележува 78 години од формирањето, а јас во Њу Јорк имав изложба 90 година, потоа во 85 година беше првата моја изложба Цвеќе на мирот, значи 39 години од првата моја изложба, каде што подарив таа година 40 слики за Обединетите нации, односно 160 слики за секоја членка на Обединетите нации. Тоа го праваме и после толку години и овај пат, каде што ќе подарам 193 цвеќиња на мирот за 193 членки на Обединетите нации, со една порака дека цвеќето во човекот не го сака ветерот на војната. Јас не измислувам нови цветови, само ги пресликувам цветовите во луѓето што ги сакаат слободата и мирот. До кога ќе биде отворена изложбата? Изложбата ќе биде отворена до 15 декември и јас ги поканувам преку вашиот медиум сите оние кои сакаат да ги видат овие новосоздадени слики Цвеќиња на мирот, кои ги создав по повод 75 години на Државниот завод за статистика на Македонија и тие се наоѓаат во нивна сопственост. На отворањето на изложбата во кинотека говор одржа Јордан Плевнеш, поранишниот амбасадор во Франција и УНЕСКО, а со музички numери пред многобројната публика настапија добрите пријатели на Живко Поповски Цветин, оперската пејачка Серафина Фантаузо во пијано придружба на Дарко Мариновски, познатиот Драган Мијалковски, како и баритонот Борис Трајанов, кој е воедно и амбасадор на мирот на УНЕСКО.